Добар ден и од мене, почитуван потпредседател на владата, доктор Кочан Ѓушев, почитувани представници на оваа групација со која што денеска разговараме од месопроработувачката индустрија при Стопанската комара. Мене ми е особено задоволство што оваа тема за која што денеска ги сублимираме првичните резултати, на истата работиме веќе подолг временски период и владата на Република Македонија во овој сектор под раководство и координација на потпредседателот на владата, вклучително со Министерството за економија, Министерството за земјоделие, но и останатите органи како што се Агенцијата за храна, Царинската управа и останатите вклучени, заеднички веќе подолг временски период ги направија сите разговори, анализи, сугестии, извештаи на основа на кои што се донесе една ваква одлука после подолг временски период за времено укинување на овие царински давачки за увозот на замрзнато свинско месо заради потребите на преработувачката индустрија. Показателите кои што ги нотираше и подвлече потпредседателот на владата за самиот сектор и состојбите во секторот покажува дека владата навистина имаше сенс и слух за самите потреби и денеска гледаме дека резултатите и во поглед на она што беше презентирано како извештај, но и вкупните податоци во делот на растот на преработувачката индустрија, особено во вториот квартал за разлика од вториот квартал минатата година, вкупниот раст на бруто домашниот производ, вклучително и она што е наша обврска или наш сектор кој што како земјоделство со 3% зголемување во првата половина на годината се показатели и ги потврдуваат политиките кои што ги носевме во целиот овој период. Мене особено ми е драго што сите овие анализи кои што се направени како резултат на мерката која што беше донесена покажуваат намалување на увозот на свежо свинско месо, зголемување на извозот на нашите преработки како резултат на самата мерка за 61%, но особено очекуваме во следниот период се до крајот на примената да ги реализираме, односно да ги видиме и сите останати поконкретни резултати во делот на зголемувањето на потенцијалот, на искористеноста на самите овие капацитети, но и во делот на вработувањето. Она прво што како резултат мислам дека е на оваа мерка што целата оваа индустрија се спаси од колапс. Дополнително, тоа е една од клучните цели кој што е постигна оваа мерка, заради тоа што знаевме дека во последниот период 12 објекти беа затворени за еден сосема краток временски период. Се спаси секторот од колапс, но имаме сосема позитивни резултати во делот на зголемувањето на извозот на нашите преработки, но сето тоа исто така без да биде нарушено домашното производство на свежо свинско месо. Оваа мерка, да потенцирам и подвлечам, беше искоординирана и со групацијата, односно со представниците на домашните производители, со нивните здруженија и во целосна координација и токму затоа денеска ги дава соодветните резултати. Министерството за земјоделие, сакам да потенцирам дека и во насока на поддршката на овој домашен сектор кој што исто така забележува раст, а тоа е производството на домашно свежо свинско месо, и во текот на овој период владата паралелно носеше нови мерки и политики. Ке подвлечам само две. За оваа година ги зголемивме субвенциите за 10% за домашните фармери, за домашното производство, за сите оние кои што се во делот на законот, односно ги опфаќа категоријата на производители кои што имаат потенцијал за развој. И за нив субвенциите беа зголемени за 10% и за прв пат владата распиша оглас за доделување на земјоделско земјиште до 3 хектари и над 3 хектари, два посебни огласи кои што беа со посебна намена за производство на сточна храна, а договорите веќе следната недела ќе бидат подпишани од страна на сите оние кои што добија земја и од страна на Министерството. Министерството во следниот период, на основа на сите анализи и податоци со кои што располага, секако на владата ќе предложи нови мерки и политики кои што ќе го забрзат целокупниот овој раз.
нашите аспирации и поканата за членство во НАТО, нашата енергија и она што се случува во делот на евроатлантските интеграции на државата, ова историска шанса и можност, секако дека ќе се рефлектира дополнително за што побрз развој и раст на целокупниот сектор, на земјоделството, на преработувачката индустрија, на целокупната економија. Затоа цврсто стоиме за тоа одлука која што беше донесена и по согледувањето на резултатите кои што ќе ги имаме на крајот од примената, секако дека сметам дека ќе имаме уште попозитивни резултати и ефекти од самата одлука која што беше донесена. Благодарам.